Производителите во најголемата македонска градина не беа задоволни од откупната цена на пролетната зелка, која во тој прв турнус се продаваше по 4 денари по килограм. Но подоцна, поголемата побарувачка за храна, во кој удел има и светското сценарио од борбата против коронавирусот, ја промени оваа ситуација. Стартот беше многу лош за нашиот градинар. Председател градинар, бидејќи станува збор, па ќе кажам за градинарски регион, бидејќи знаеме дека зелката се нудеше и се продаваше по 4 денари, цена која што неудалеку не можеше да ги покрие самите трошкови за производство, па голем дел од овој тип на производ остана на нивите и беше заорано во самите површини. Меѓутоа, по постапувањето на другите култури, овие производи кои што се нудаа на пазарите, тука станува пред се на пролетниот домат, пролетната пиперка, пролетната краставица, мислам дека тие имаат добри цени кои што и во летниот и вториот турнус продолжија да имаат задоволителен пристап на самите земјоделски производители, така да мислам дека што се однесува до цените, нашиот земјоделски производител би требало да биде задоволен пред се и од оние култури, тоест од оние производи кои што се нудаа за индустријско производство, тука е индустријската пиперка, корнишонот, така да се надеваме дека и мислам дека земјоделието треба да има еден значаен пристап во нашата економија, така да се надеваме дека други ќе бидат пристапите во самото земјоделство, во самиот аграр и да се надеваме дека ќе дојдат некои подобри денови за самото земјоделие. Земјоделците сметаат дека ова е прилика да се види како функционира македонското земјоделство во вонредни услови и да се искористат предностите на македонскиот аграр. Во таа насока да може да се одржува нормална цена по килограм и во редовни пазарни производствени услови. Производителите додаваат дека треба да се направи долгорочна стратегија за успешни земјоделски сезони. И откупувачите годинава го делат истиот став дека не само на македонскиот, туку и на пазарите надвор од државата, секој килограм плюс македонски земјоделски производ беше и е добре дојден.